Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер или на вас и би сакал да упатам еден поздрав до гледачите пред малите екрани. Во тек се акции за чистење на диви депонии во централното подрачје, како и во населбите, започнавте првин од градските гробишта. Што е предвидено, колку акции ќе се реализираат во наредниот период? Така, значи, во разговор со граѓаните, она што беа голем дел од поплаките кои што пристигаат до јавното предпријатие се токму оние депонии кои што ги имаме на територија на општина Куманово и направивме една анализа и на територија на општина Куманово се лоцирани некои десетина поголеми депонии и 30 на помали депонии, што значи дека скоро во секое населено место веќе имаме појава да имаме некој тип на поголема или помала дива депонија. Врз основа на тоа, знаете дека општина Куманово преку проектот за задолжување преку Светска банка на јавното предпријатие му беше обезбедена дополнителна опрема од камиони, скипови, дополнителни камиони за зимска опрема, чистење на снегот, кипери, во кој најголем дел е реализиран тој проект и врз основа на тоа јавното предпријатие сега има и дополнителна опрема со која опрема јавното предпријатие самостојно може да се справува за расчистување на овие диви депонии. Па така започнавме со расчистување на дивите депонии. Она што исто така во меѓувреме представува особен проблем и големи забелешки имаме од самите граѓани е во делот на функционирање и управување со градските гробишта, бидејќи најголемите забелешки токму доаѓаат за нехигиената и нечистотијата на градските гробишта. Во рамки на градските гробишта ние имаме собствени екипи кои секојдневно работат на расчистување на самите градски гробишта и православните градски гробишта и муслиманските градски гробишта се под управување во рамки на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Меѓутоа, во делот на муслиманските гробишта ние немаме некој поголем проблем и сега за сега тие гробишта се доста уредни, но поради обичаите и традицијата која што го има православните граѓани во нашата општина, поради она носење на пијалоци, на храна, оставање на самите градски гробишта, ни создава во рамки на јавното предпријатие дополнителни проблеми, бидејќи при дување на ветер, снегови, киши, целиот тој смет се разнесува и ние како јавно предпријатие немаме доволен број да секојдневно луѓето бидат таму и ги расчистуваат градските гробишта. Исто така проблем представува и самите градски гробишта кои што граѓаните ги купуваат, односно оние места каде што се врши закоп, тие се во надлежност на самите граѓани и голем дел од граѓаните не се грижат за самите собствени места што ги имаат, но како и да е, јавното предпријатие има обврска и ќе работи на расчистување на градските гробишта. Веќе започнавме во последен месец, направивме и дополнителни акции со дополнителни тимови од останатите одделенија во рамки на јавното предпријатие, ги пуштивме да работат, се вршеше расчистување. Ја пуштивме и таа нова опрема која што имаме добиено за расчистување на градските гробишта. Дополнително поставивме и нови садови за смет, бидејќи имаше и забелешка дека нема доволен број на садови за смет на самите градски гробишта и се надеваме дека ќе проработи нормални свеста кај граѓаните, но и ние како јавно предпријатие ќе вложиме поголеми напори за досредување и расчистување на самите градски гробишта. Во делот на останатите акции, што споменав дека имаме лоцирано диви депонии на повеќе локации, веќе започнавме со расчистување на неколку. Расчистивме дива депонија на граничен премин кај село Табановце и пред влезот на бегалскиот камп, оне што е стациониран таму. Расчистивме една дива депонија во село Којнаре, кое што беше во непосредна близина на теренско фудбалско игралиште, каде што немалите се движат, гравитираат, спортуваат, се рекреираат таму. Овие денови продолживме со расчистување на она фамозна дива депонија на влезот на населба Перо Чичо. Се извинувам, која што депонија се чисти по не знам кој пат. Знаете дека упативме бројни апели до самите граѓани, упативме апели до надлежните служби за спречување на создавање на таа депонија. Преку општина имплементиравме еден проект за сформирање на едно детско каче, сметајќи дека на тој начин ќе ја развиеме свеста кај луѓето што гравитираат и што живеат околу, да не фрлаат отпад. Меѓутоа, за жал, таа депонија повторно се создава секојдневно
и имаме направено проценка дека таа депонија во најголем дел се формира од оние собирачи на отпад од домакинствата, кои што отпадот го собират со импровизирани возила, мотокултиватори и не ја користат можноста која што им ја дава самото јавно предпријатие да го одлагаат тој отпад на самата депонија, бидејќи цената претходно беше многу поголема. Пред 3 години донесовме одлука да цената за изнесување на тој отпад чини 0,2 денари по килограм или 200 денари за 1 тон изнесен смет на самата депонија, бидејќи вршиме мерење на самата депонија. Меѓутоа, за жал, ова одлука ова мерка не ја спречи таа појава што ја имаме. Дополнителни на истите локации имаме поставено и садови за смет, корпи и контејнери. Пред 3 месеца поставивме 4 контејнери, метални контејнери, садови за смет, за да можат граѓаните да го одлагаат отпадот таму. Меѓутоа, или ќе ги наполнат со оние култиватори за неполн час, а се случи да првиот ден тркалцата на самите контејнери беа извадени, односно украдени, зашто пријавивме во СВР Куманово, имаме пријава, за 2 дена истите метални садови за смет беа и запалени. Во една прилика напоменавте дека за чист град, чиста општина, неопходно е исполнување на неколку сегменти. Првин, како што рековте, јавната свест, исполнување на својата задача на чистото и зеленило, но исто така и на инспекцијските служби и полицијата. Направени ли се максималните напори според вас од овие институции за решавање на ваквите проблеми? Така, значи тоа е моje мислење, за да имаме чиста животна средина, чист град, мора да функционираат овие 3 фактори. Односно, јавното предпријатие да си работи својата работа за која што е надлежно, инспекцијските служби да вршат надзор, контрола и санкционирање на несовесните граѓани кои фрлат непрописно отпад и создаваат дали поголеми, дали помали диви депонии, без разлика како да, или не ги користат и оние садови за смет во централно градско подрачје кои што ги има на секој 20, 50 или 100 метри најголема оддалеченост, туку се фрлат на зелени површини по тротоари, мора да функционираат, но и свеста ке граѓаните да работи. Во првиот сегмент, еве ќе ви кажам еден податок, јавното предпријатие Чистото и зеленило месечно за последните 3 месеца собира од 28.000 тони до 32.000 тони на месечно ниво. Морам да потенцирам дека во периодот август-септември имавме зголемен обем на смет, бидејќи имаше зголемена фреквенција на луѓе, односно странците кои што беа присутни, печалбарите кои што беа присутни, беа во многу поголем број од останатите претходните 2 години. Најверојатно тоа се должи поради ковид кризата, меѓутоа имаше видливо зголемен обем на смет. Вториот сегмент, инспекцијските служби, нормално дека мора да бидат постојано секојдневно присутни на оние локации каде што барем постојано видиме дека се прави смет. Значи, тука мислам дека инспекцијските служби не си ја доволно вршат својата работа. И третиот сегмент, развивање на свеста кај граѓаните. Веќе од понеделник планираме да започнеме и повторно со акции, разговори во средните училишта со најмалите, делење на флаери, се со цел да ја развиеме свеста на граѓаните за правилно управување со отпадот. Да. Покрај чистење на дивите депонии се чисти и на останатите јавни површини. Имавте една акција во која што се вклучивте заедно со останатите во чистење пред стамбени единици кај поранешен Мај Маркет. Овие жители неколку пати реагира, бара уредување на овој дел од градот. Тука се јавуваат и неколку прашања. Вие во некои прилики напоменавте дека сепак ова не е ваша надлежност, дека тука треба да се вклучат и оние домари и слично. Чија е всушност надлежноста за чистење пред стамбени единици? Па ова мора да биде убаво појаснато пред јавноста, бидејќи токму едно исто така од најголемите барања доаѓаат од луѓето кои што живеат во згради и за одржување и расчистување на делот кој што се наоѓа непосредно околу зградите. Мора да знаеме дека јавното предпријатие работи, утврдува програма, капацитет за наредна година по претходно утврдена, изгласана програма за работа од страна на Советот на општина Куманово, што значи дека јавното предпријатие за таа програма добива средства за работа во наредната година. И целата таа програма е јавно достапна, се гласа на Советот и се знае точно утврдено кои се надлежностите на јавното предпријатие за расчистување во градот. Она што ни се јавува како проблем е непосредно зеленилото кое што го имаат
зградите, околу самите згради, кои што не се во надлежност ниту во програма на јавното предпријатие, туку тие се надлежност на самите стамбени управители. Бидејќи граѓаните плаќаат за изнесување на сметки на јавното предпријатие Чистота и зеленило, меѓутоа плаќаат и за одржување на самите згради, чистотата, хигиената и просторот околу самите згради на самите стамбени управители. Пред 3 години, како менаџер, ги повикав стамбените управители да направиме некоја динамика, да склучиме некој договор во кој ќе се утврдат кои површини се тие, да ги знаеме и да одредат одредени средства каде што јавното предпријатие ќе ангажира одреден број на вработени, дали тоа ќе бидат 5 или 10 вработени, кои што во текот на цела сезона ќе бидат ангажирани и основна задача ќе им биде расчистување, средување и уредување на дел од зелените површини околу зградата. За жал, ниту еден од тие стамбени управители не се појави и бидејќи имавме огромна реакција од самите граѓани, ние во текот на месец август направивме неколку акции околу самите згради и со собствени сили, средства и капацитет вршевме расчистување на тие делови од градот. Бидејќи џабе ние ако имаме уредени површини, уредени булевари и џабе ако уреден просторот околу самите булевари, кога тие се наоѓаат непосредно до самите згради стамбени објекти во кои што зеленилото не е уредено. Напоменавте дека продолжува и поставувањето на нови садови за смет, се поставуваат и оние полуподземни контейнери, меѓутоа и контейнери за селекција на отпад. Така. Јавното предпријатие пред околу година дена преку проектот за развој на североисточна управување со отпад преку она стратегија за развивање на североисточен плански регион, формирање на една таква регионална депонија, доби некаде околу 1300 контейнери метални садови за смет, од кои 900 во моментот се поставени во централно градско подрачје, односно се заменети старите постоечки кои што беа уништени, а во приградските населби и во селата поставивме дополнителни нови контейнери за да им олесниме работата и на самите вработени во јавното предпријатие, меѓутоа и да имаат можност граѓаните во тие делови на градот да го одлагаат отпадот во самите контейнери, тие метални садови за смет. Она што е проблем што представува за јавното предпријатие, особено во приградските населби и во селата, значи нема развиена свест кој тип на отпад самите граѓани треба да го одлагат во самите контейнери. Не се фрла отпад од домакинства, отпад од пакувања, органски отпад за чија што намена се самите садови за смет, туку често пати доаѓа и до фрлење на шут, гранки и останати земјоделски производи со изминат рок, кои што подоцна представуваат проблем и доаѓа до дефекти во работење на самите возила кои што го депонираат тој отпад, бидејќи самиот шут и самото дрво представува опасност на машината која што го изнесува сметот и представува дополнителен проблем на едното предпријатие, доаѓа до дефекти и после не може нормално и редовно да си ја завршиме својата задача за која што или услуга кон граѓаните за која што граѓаните плаќаат. Како се задоволни од резултатите кои што ги даваат полуподземните контейнери? Па така, значи ние веќе на преку 20 локации на територија на општина Куманово имаме поставени полуподземни контейнери и кој е бенефитот од нив? Еден полуподземен контейнер заменува 5 обични контейнери, значи имаат поголем капацитет. Дополнително тие се вкопани во земја и не доаѓа придување на ветер од излевање од самиот смет од самите контейнери, што значи не се создава дополнителен отпад околу нив. Се редуцира изнесувањето, бидејќи не мора да се изнесуваат 3 пати во денот, туку се изнесуваат еднаш во денот, бидејќи една од основните главните реакции на граѓаните исто така метежот во сообраќајот кој што го прават возилата на јавното предпријатие. Тие се 24 часа на терен во централно градско подрачје и нормално е дека во некој период од денот кога ќе се најдат на одредена фреквенција или улица, додека ја завршат својата работа тие 2 до 5 минути, создаваат метеж во сообраќајот, а тоа создава и нервоза кај возачите. Интенција и целта на јавното предпријатие на општина Куманово во нареден период ќе биде да поставиме што повеќе такви полуподземни контейнери и во одреден дел од текот на денот, најверојатно во вечерните часови ќе биде тие полуподземни контейнери да се изнесуваат. Така нема да имаме ни отпад околу нив, ќе имаат поголем капацитет, а дополнително нема да се создава и метеж во сообраќајот. Има ли случаи на уништување на овие садови? Има 2 случаи, едниот беше во текот на минатата година, кога еден од тие садови беше запален на локација кај средното училиште гимназија,
Гоце Делчев, средно училиште Гоце Делчев, таму беше една од вреќите внатре запалена и имаме сега една појава од пред 5-6 дена, каде што исто така во населба Гоце Делчев, еден од садовите, вреќата во внатрешниот дел беше запалена, најверојатно поради непрописно одлагање на отпад, фрлање депонирање на некоја запалива материја. За среќа брзо реагира противпожарната служба и беше саниран пожарот, меѓутоа има уништување на вреќата, истата ќе биде заменета со нова. Да, во Куманово неколку години се селектира отпадот, како тече ова, како сте задоволни? Акција за селектирање на отпад започнавме исто така пред 3 години. Беа поставени на 15 локации садови каде што граѓаните имаат можност да селектираат пластика, хартија и стакло. За жал се соочивме со сериозен проблем од страна на оние така наречени диви собирачи кои што пластиката и хартијата ја собираат, а подоцна ја продаваат на одредени фирми кои што се занимаваат со таа дејност и им плаќаат на тие диви собирачи. И основниот проблем не беше што тие луѓе ја собираат таа пластика и хартија, која што е сопственост на јавното предпријатие по собирање, бидејќи се складирани во садови за смет кои што се сопственост на јавното предпријатие, туку основен проблем беше при таквото собирање доаѓаше до уништување на самата опрема и таа опрема подоцна не е функционална. Имаме интервенирано во повеќе наврати и до инспекцијските служби и до СВР Куманово. За жал ништо не беше преземено. Во неколку случаеви јас лично имам разговарано со тие луѓе кои што вршат собирање на таков тип на отпад, пластика и хартија, имам понудено да работат во рамки на јавното предпријатие Чистота и зеленило. За жал ниту еден од нив не се појави, а продолжи тенденција на уништување. Во моментов имаме поставени садови за собирање на стакло, селекција на стакло и поголема количина на стакло селектираме, зашто подоцна секундарниот постапувач преку Пакомак ја одзима таа количина на стакло и ја третира, управува со неја, а ние за тоа, за возврат преку Пакомак добиваме опрема дополнителна, помали кантечки садови за смет, дополнителни садови за селекција на тој отпад. И во тој делот на стаклото функционира селекцијата. Ние имаме набавено и опрема која што уште не е ставена во функција, поради тоа што немаме доволни количини на пластика и хартија. Меѓутоа, како и да е, ние имаме веќе обезбедено нова опрема, која што планираме во нареден период да ја поставиме и повторно да се обидеме да селектираме отпад, бидејќи граѓаните во Куманово имаат све за селектирање. Од самите снимки, слики кои што ги видовме при уништување на таа опрема, можеше убаво да се види дека во самите садови за смет наменети за пластика има пластика. Во садовите за хартија има хартија. Значи граѓаните сакаат, имаат волја да селектираат. Меѓутоа проблем, повторно ќе кажам, се оние диви собирачи кои што уништуваат таа опрема и представуваат пречка за нормално функционирање и работење на јавното предпријатие. Преку проектот за регионална депонија добивте на располагање, мислам, неколку возила. Каква е состојбата во моментов со возила? Располагаме ли со доволен број? Да, преку тој проект јавното предпријатие има добијано 8 возила, од кои 6 возила се наменети за унифицирани возила за депонирање и транспортирање на смет. 2 од тие возила се со оние грајфери кои што ги користиме сега за празнење на полуподземните контејнери. Дополнително јавното предпријатие има обезбедено со сопствени средства 2 возила и преку општина, преку оној проект преку Светска банка имаме добиено 3 возила, од кои еден е оној корпар кој што се користи за поголеми садови за смет, оние што се од 3 кубика за собирање на нив, и дополнително 2 возила и плюс 2 уште еден трактор за нормално функционирање во оддел зеленило. Што значи дека повеќе од половина јавното предпријатие го има обновено возниот парк. Оние возила кои што се дотрајани веќе се отпишани и се дадени на лицитација, за кои што сите заинтересирани граѓани преку јавна аукција може да ги откупат, најверојатно ги откупуваат во делот на Старо железо. И сега за сега јавното предпријатие со овие возила кои што ги има на располагање може да постигне да го изврши, да го изработи оперативниот план кој го има за цел да изврши основната задача. Меѓутоа, она што е најбитно, претходните камиони, возила што ги имавме, беа доста уништени и имаше излевање на течност од отпадот
при депонирање и пренесување на отпадот. Тоа беа најголемите забелешки на граѓаните, особено на граѓаните кои што живеат на улиците низ кои што возилата поминуваат до самата депонија да го депонираат отпадот. Сега за сега тоа е минимизирано, многу минимално може да се случи тоа и јавното предпријатие е она работилница, механичарска работилница кои што ја имаме во рамки на јавното предпријатие, постојано работи на санирање на тие проблеми кои што може да се појават при транспорт на отпад на самите возила за смет. Како тече наплатата? Бевте принудени да ја преземете она непопуларна мерка, ги покачивте цените на сметките за смет? Така, значи јавното предпријатие во делот на финанси ги има зголемено трошоците по основ на плата на вработени, по основ на електрична енергија и основни суровини и енергенци за работа. Во делот на платите, најголемиот дел од вработени во јавното предпријатие, 75-80% од вработени се општи работници. Тие земаат минимална плата. И доколку пред 2 години минимална плата беше 9.000 денари, сега минималната плата е дуплирана и 18.000 денари. Јавното предпријатие има обврска да ја исплати оваа плата. И да не бидам погрешно сватен, овие вработени, бидејќи работат во различити временски услови, заслужуваат и поголема плата да земат. Меѓутоа, тоа се можностите на јавното предпријатие за исплата, бидејќи ние имаме одредени приходи, точно дефинирани, кои што ги собираме од страна на граѓаните преку она такса што ја плаќаат кон јавното предпријатие, и тие изнесува некаде околу 9 милиони денари. Сега со покачувањето тие приходи изнесуваат 12 милиони денари, и само за информација, доколку платниот фонд пред 2-3 години беше 6 милиони денари, веќе платниот фонд во рамки на јавното предпријатие изнесува 11 милиони денари. И она што го читам од коментарите по социјалните мрежи, голем дел од коментарите се однесуваат на делот на вработени како административни службеници. Нели, во нашата држава, во нашето општество важи правило дека преголем број на луѓе работат во администрација како административни службеници, всушност ништо не работат за да земат плата. Конструкцијата на вработени во делот на јавното предпријатие Чистота и зеленило има 350 вработени. Од тие 350 вработени заедно со мене и останатиот менаџерски тим, сите раководители, имаме 39 административни службеника. Сите останати се општи работници, помошно-технички персонал кои што функционираат реално на терен во вршење на основната дејност на јавното предпријатие. Јавното предпријатие Чистота и зеленило нема голем број на административни службеници. И тоа покачување не се должи за да тие луѓе им се покачи плата и да земат поголема плата, туку во делот на општите работници, зашто го поздравувам законот, меѓутоа претходно требаше да се размислува и во делот на приходите, како јавното предпријатие ќе биде во можност да исплати оваа плата, бидејќи дополнително имаме зголемување на цена на енергенците. Плаќаме во моментот струја 5 пати поскапа од минатата година, а иста количина на потрошење на киловати. Тоа беше истерното прашањето беше за наплатата на кумановци, дали се совесни, дали навреме ги надмируваат своите обврски и еве во време на сепак ваква криза. Минатата недела правевме одредена анализа и некаде споредбено со минатата година во трите, па и во 4-5 последни месеци, ако ги земеме споредбено со минатата година, некаде за 7% е падната наплатата. Меѓутоа наплатата е падната уште пред покачување на цените за изнесување на смет, што значи дека граѓаните се соочуваат со сериозна економска криза и веќе почнува да паѓа она наплата кон јавното предпријатие. Меѓутоа, за жал, така е воспоставен системот. Јас како менаџер морам да го штитам нормално функционирање на јавното предпријатие и ќе преземаме согласно законот дополнителни правни акти за да успееме да има што поголема наплата во рамки на јавното предпријатие. Да, ја напоменавте кризата, заедно со останатите предпријатија на ниво на државата, преку Сдруженијето Атком, баравте помош од владата на проблемите, укажувавте уште неколку месеци претходно, меѓутоа добивте, мислам, одговор дека се уште не е преземено ништо за помош на овие јавни предпријатија. Основните трошоци на јавните предпријатија
кои што ги имаат во своето редовно работење се енергенците како струја, јавните предпријатија кои што се изнесуваат, кои што се занимаваат со изнесување на смет, имаат проблем во делот на енергенците нафта, гориво, бидејќи тие енергенци се драстично покачени, некаде за околу 60-70%, додека јавните предпријатија кои што се занимаваат со водовод, користејќи оние пумпи за да ја туркаат водата, имаат проблем со струјата. Иако во рамки на јавното предпријатие чистото и зеленило, во просек сме плаќале електрична енергија во износ од 150 до 200.000 денари, сега последната сметка што стигна е 1.100.000 денари, предходната сметка беше 960.000 денари, што се сериозни пари за јавното предпријатие. Ние уште пред пола година имавме состанок сите членови кои што членуваме во АТКОМ и алармиравме за состојбата во која што може да се доведат јавните предпријатија, бидејќи тие се столбот на едно општество. Доколку не ни функционираат јавните предпријатија, ние нема да имаме нормален живот. Не можеме да живееме без вода за пиење. Не може да живееме во животна средина кај што нема да биде средена и нема да имаме чиста околина за живот. Тоа се едно од нормалните параметри за основно живење на човекот и затоа сметавме дека владата, здружени преку АТКОМ, ќе има слух за проблемите на јавните предпријатија, бидејќи јавните предпријатија не се фирми кои што работат со приходи. Основна цел им е да бидат сервис на граѓаните. Доколку јавните предпријатија не бидат во кондиција, во можност да ја вршат својата основна дејност, тие нема да можат да ја сервисираат услугата кон граѓаните и ќе имаме сериозен проблем во нареден период. Се надевам дека ќе се најде некое решение. Слушнав предходните 2 дена дека е донесена некоја мерка веќе за приватното стопанство, за делот во делот на граѓанството. Се надевам дека ќе имаат слух и ќе бидат донесени некои улеснителни околности кои што ги побаравме преку АТКОМ, за да може нормално докрај да ја сервисираме услугата која што ја нудиме кон граѓаните. Ги презедовте сите можни мерки за штедење, меѓутоа еве со оглед на последната сметка која што кажувате, веројатно тоа не дава резултати некои значајни. Па добро, во делот на јавното предпријатие чистото и зеленило 70% од електричната енергија која што ја плаќа јавното предпријатие троши на самиот градски отворен затворен базен. Останатиот дел е во делот на истурените оделенија кои што ги имаме во јавното предпријатие и тука не може да направиме особени заштеди, бидејќи не можеме да функционираме доколку имаме дефекти. Потребно е браварската работилница да работи, да доаѓа до заварување, поправка на самите возила. Не може тука да заштедиме. Доколку исклучиме некоја сијалица, не може да се осети. Ние работиме, преземавме мерки и за во делот на намалување на грејење, претходно на ладење. Сите клими се исклучени. Користиме систем за грејење на нафта. Штедиме во делот на оние сијалици, нели, да ги исклучуваме, реклами кои што ги имаме се исклучени сите, меѓутоа тоа не е доволно за да заштедиме и да направиме некоја посериозна заштеда во делот на електричната енергија, но како и да е, интенцијата ќе биде што е помалку да се троши електрична енергија. Не е само поради цена, туку нели веќе се доведува во прашање и количина на електрична енергија и од тој аспект ќе дадеме максимум како јавно предпријатие да направиме помала потрошувачка на електрична енергија. Со оглед на податокот кој што го дадовте дека 70%, доколку не грешам, за од електричната енергија на затворениот градски базен, ќе бидете ли принудени да го затворите? Па основниот проблем со кој што се соочува јавното предпријатие е токму во делот на затворениот градски базен. Бидејќи најголем дел од трошковите кои што ги има јавното предпријатие се однесуваат во работењето на градскиот базен. Вие знаете дека и во минатото градскиот базен работеше со загуба. Таа загуба ја покрива општина Куманово преку сервисирање и плаќање на сметките за гасот и електрична енергија. Меѓутоа порано сметката за газ ја плаќавме по цена од 21-22 денари за кубик. Последните 2 месеца сметката на гасот, кој што е основен енергенс, кој што се користи за загревање на водата и амбиенталниот воздух на самиот затворен градски базен, е гасот, ние ја плаќаме по цена од 150 денари. Тоа значи дека доколку во зимски период јавното предпријатие троши на дневно ниво 1000 кубика за загревање на водата и воздухот во градскиот базен, ние ќе треба да платиме 1000 кубика пута помножено со 150 денари, 150.000 денари на дневно ниво или 2500 евра.
на месечно ниво тоа е износ од 75.000 евра само за газ, доколку цената остане како што е денеска. Не дојде до повторно покачување. Тоа се сериозни пари. Нити имат толкови приходи самиот градски базен, нити пак јавното предпријатие е во можност да ја надокнадува оваа загуба која што имаме само по основ на газ. Дополнително имаме зголемување на електричната енергија. Доколку таму сме плаќале 500-600 илјади денари електрична енергија на месечно ниво претходните години, со ова зголемување цената сигурно ќе се движи по некаде околу 5-6 милиони. Што значи, док ќе бидат потребни некаде околу 10 до 12 милиони на месечно ниво, со овие цени зборувам, да затворениот градски базен продолжи со нормално работење. Секако дека доколку останат овие цени, а имаме најавено покачување на истите, затворениот градски базен нема да биде во можност да работи, бидејќи ќе предизвика пречки во функционирање на јавното предпријатие Чистota и зеленило, чија пак што е основна дејност е уредување и заштита на животна средина. Многу е побитно да биде функционално јавното предпријатие и да може да ја извршува својата основна обврска за која што е формирано од страна на општина Куманово, отколку да се доведеме во состојба да продолжиме со работење на затворениот градски базен. Иако ја имам разбирање дека е потребно, особено за оние млади рекреативци кои што се развиваат во спортски дух, меѓутоа за жал во оваа состојба не би знаеле како ќе продолжи со функционирање. Еве веќе од наредна недела очекуваме во понеделник да имаме процената вредност, да ни дадат вредност колку ќе биде цената на гасот за нареден месец, бидејќи секој почеток на месец добиваме цени за износ на од прилike за колку ќе изнесува гасот по еден кубик и тогаш ќе донесеме и одлука како ќе биде понатомошното функционирање на самиот затворен базен. Да. Успеавте да ја контролирате состојбата со градската депонија, мислам дека изминатиот период немаше палења, докаде е проектот со Краста, регионалната депонија? Па добро, би почел прво од регионалната депонија. Со формирање на регионалната депонија, ова депонија која што има во Куманово, непосредно до село Пчиња, треба да биде угаснато и тука да биде само еден трансфер центар, целосно да се санира и да изгледа по проектот што ги има видено во еден мини парк со дрвја, со патеки, со трева, меѓутоа оно што го има неформално како информација во разговор со надлежни луѓе во Министерството за животна средина, мислам дека има проблем во делот на општина Свети Николе, каде што новиот градоначалник не сакаше да продолжи со овој проект, бидејќи смета дека самата депонија не треба да се наоѓа на територија на општина Свети Николе и од она што ги имам како информација, мислам дека веќе му се одземени ингеренциите на градоначалникот и ингеренциите се префрлени во надлежност на Министерството за животна средина, меѓутоа детална информација до каде е, што е и како е, немаме, ќе побараме состанок во наредниот период со Министерството за животна средина, бидејќи интенција на самата Европска унија, која што е финансиер на овој проект, е што побрзо да се реализира овој проект, бидејќи се вложуваат сериозни средства од страна на Европската унија и мислам дека по најскоро време овој проект повторно ќе се врати во функција, бидејќи самата опрема беше депонирана на сите општини, на сите јавни предпријатија и веќе јавните предпријатија ова опрема ја користат. Останува делот на средување на самите депонии, кои што ќе бидат трансфер центари и создавање на онаа фабрика во општина Свети Николе, која што нема да биде депонија, туку ќе биде фабрика за преработка на отпад. А во делот на депонија, можам да кажам дека сум лично задоволен од третирање на самата депонија, бидејќи изминатите години знаеме дека доаѓаше до палење и таа депонија можеше да се случи да гори по месец-два. Не можеше никој да го сопрега, да, и жителите на Пчиња представува сериозен проблем за жителите во село Пчиња. Меѓутоа, изминатите 3-4 години мислам дека дојде до само едно палење изминатата година. Успешно беше превенирано од страна на тогашниот менаџер, не бев јас во тој период, за 4 или 5 дена беше угасната самата депонија, пожарот на самата депонија. Оваа година за среќа успешно се справуваме, веќе истакнав дека користиме најразличити методи, внесуваме земја на самата депонија, земјата ја мешаме со отпадот и не дозволуваме да дојде до палење на самата депонија. Во текот на минатата недела
на еден дел, на еден чош од самата депонија, дојде до чурење, бидејќи кога гори депонија, не се пали самиот отпад на депонија. Депонијата најголем пожар излегува од метанот кој што се наоѓа под површина на земјата, кој што се создава со таложење на сметот. И тој метан, тие издувни гасови кога ќе почне да горат, многу тешко се гасат. Обична вода не ги гаси, туку се гаси само со затрупување и угушување на истиот. Имавме чурење на еден дел од самата депонија минатата недела, тоа траеше 2-3 дена, немаше некој поголем интензитет и успешно беше санирано од страна на вработените на самата депонија. Да. Ќе продолжи ли јавното предпријатие со акции за пошумување, садење на садници? Јавното предпријатие во нареден период ќе работи со уште позголем интензитет. Прво ќе правиме дополнителни акции за расчистување на самите депонии, ќе организираме. Интенција ќе биде во период од 2-3 месеца да се обидеме да ги расчистиме сите депонии. Ќе продолжуваме со акции за формирање на нови зелени површини, санирање на постоечките кои се дотрајани и уништени. Ќе правиме повеќе акции и во самите приградски населби и во селата, а секако бидејќи сега е период на пошумување, во пролетта извршивме одредени пошумувања на одредени локации. Овој период во наредните 2 месеца, започнувајќи од понеделник, првата акција ќе ја правиме во понеделник на место викано Студена вода, ќе почнеме од таму со пошумување и ќе продолжат акциите за пошумување во целиот нареден период. Акциите ќе се одвиваат во соработка со основните училишта, со средните училишта, со различните институции кои што сакаат да дадат допринос и помош во овие пошумувања и ги поканувам сите заинтересирани граѓани кои што се заинтересирани да учествуваат во овие акции, да помогнат. Добредојдени се секако во рамки на јавното предпријатие, заеднички да го направиме Куманово позелен град, да имаме повеќе дрвја и да имаме почист воздух, с која што е крајниот цел на овие пошумувања. Да, за крај уште едно прашање. Избран сте за председател на Сдруженијето за наше Куманово. Неодамна се сретнавте заедно со градоначалникот со иницијативен одбор за формирање на вакво здружение за наш Прилеп. Кои се плановите? Ќе започнете ли да функционирате како партија на национално ниво? Па добро, Сдруженијето за наше Куманово е формирано некаде пред околу 3 месеца. Тоа беше како резултат од претходните локални избори, каде што група граѓани независно излегува на избори, поддржувајќи го независниот кандидат Максим Димитриевски и независна листа предводена од Ивана Ѓоргиевска. И резултатот на оваа листа и на градоначалникот беше сериозен, успешен, успеавме да оствариме огромна победа и како резултат на сето тоа подоцна дојде до формирање на едно здружение, каде преку тоа здружение ќе продолжиме да функционираме како група која има поддржано и Советот и градоначалникот во рамки на имплементација и реализација на проектите кои што беа ветени во тој период од самите граѓани, од градоначалникот Максим Димитриевски. Оно што е интересно е што по формирање на здруженијето во општина Куманово дојдоа многу иницијативи од останатите граѓани, од останатите градови, граѓаните во останатите градови кои што сакаат да се приклучат на ово здружение или да формираат своји здруженија во сопствените градови кои што ќе имат меѓусебна соработка за понатамошно функционирање, но и можноста, разгледување на можноста за учество на наредните парламентарни избори. Бидејќи она што е мислење во народот, она што стига како информации до нас, граѓаните се многу незадоволни од функционирање на постоечките, актуелните политички партии кои што дали се нагласили во опозиција, не даваат, не испорачуваат резултати со кои што граѓаните ќе бидат задоволни. Пред месец дена ни стигна по барање на граѓаните на општина Прилеп, направивме една средба, организиравме еден состанок, ни информираа дека по примерот на Куманово и тие ќе формираат свое здружение, кој што мислам дека веќе е во тек или можеби е и формирано, кој што во наредните денови ќе биде објавено тоа здружение по теркот на општина Куманово и здружено со некоја изработка на некоја заедничка програма ќе продолжиме да функционираме во нареден период, ќе разгледаме можноста за учество на наредните парламентарни избори
избори, зашто можноста се зголемува повеќе од ден на ден, бидејќи граѓаните тоа го барат секојдневно од нас, да се формира една нова политичка партија која што ќе застане зад интересите на граѓани, бидејќи ги гледаат резултатите од она што се случува во Куманово, го гледаат работењето на советниците, како се менаџираат јавните предпријатија. Меѓутоа пред се и работењето на самиот градоначалник Максим Димитриевски, кој што овој период мислам дека е меѓу и па можеби единствен градоначалник во Република Северна Македонија кој што успешно имплементира проекти, ако имаме во предвид сериозноста на економската криза која што ги погаѓа и самите општини. Така да сега за сега не размислуваме во насока на формирање на политичка партија, ќе функционираме во рамки на здруженија. Имам информација дека овие вакви здруженија ќе продолжат да се формираат и во останатите делови и градови во Република Македонија и подоцна, доколку дојде до спојување на овие здруженија, ќе донесеме некоја одлука заедничка како би настапиле на наредните парламентарни избори. Сега за сега функционираме само во рамки на здруженија, не како политичка партија. Значи, Здружение за наше Куманово продолжува како граѓанска иницијатива да ги слуша мислењата на граѓаните и целта основна ќе биде да работи во интерес на граѓаните на општина Куманово и на граѓаните на Северна Македонија. Ви благодарам на одвоеното време и посакувам успех во понатамошната работа. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.